Почитувани гледачи, добре дојдовте во вториот дел од утринската програма Нов ден. Вториот дел од денешната програма е делот во кој што имаме гости. Нашите гости се успешни во својата професија, па затоа и нашата емисија спаѓа меѓу најгледаните. Мојата денешна гостинка е Александра Димитриевска од балетското студио Ултра. Александра, добре дојде. Добро утро. Емоционалното изразување, друштвената интеракција, некои луѓе ја изразуваат преку танцот. Така да ти си една од компетентните која што може да зборува и да ни раскаже нешто повеќе за модерниот танц. Пред се би сакала уште еднаш да се заблагодарам што не удостои со твојата посета и како врв на нашиот разговор имам едно прашање за тебе, а тоа е како се определивте за оваа професија? Па јас мислам дека не се јас определив за ова професија, туку она мене само ме најде. Значи, од кога знам за себе, уште од малечко, уште од бебе, кога сум почнала да разбирам, секогаш сум викала дека кога ќе пораснам, јас ќе бидам балерина. Иако тогаш кога јас учев помалечка, кога беше, немаше во Куманово нити групи, нити балетски училишта каде би можела да учам балет. Еве сега има. Сепак ете животот така ме нанесе да почнам да се бавам со оваа работа и веќе 25 години. Веќе 20 години. На колку годишна возраст почна да се? По 18-19 години, така. 18 мислам дека имам кога почнав да се бавам со кореографија и така. Како ви беше почетокот? Дали имавте трема, дали се плашевте, дали ќе успеете, дали бевте посебно посветени? Па трема не сум имала, не знаев до каде се ова ќе биде. Беше во почеток каде да пробаме, поталентирана, ми понуди работа да работам, тогаш во Дом на пионери. И јас прифатив да работам, една година таму работевме и за неколку месеци имавме одма еден надпревар и одма прво место освоивме. И тогаш стоја еден Ивановски Дине, кој работеше во Центар за култура, ме покани да дојдам со мојата група во Центар за култура, таму да работам. Јас студирав, тоа уште ми беше хоби, не знаев како што. Дојдов во Центар за култура, се отвори конкурс, се спријавија многу дечиња и за 7 месеци пак станавме државни прваци. И како тргна работата, еве до ден денес Ултра само се зголемува и со нови успеси и така. Да, вие сте собственик на балетското студио Ултра. Да, сум собственик и воедно се бавам со кореографија од перформинг артс, или тоа се кореографија од модерен, современ, джез балет и шоу денс. Инаку во студиото имам и млади кои работат, Невена Форуновиќ и Мирослав Митовски кои работат со хип-хоп и стрит кореографија. Така, колку време веќе како работи вашето студио? 25 години како работи. Да, имаме преку 1500 награди. Преку 1500? Да. А колку члена бележи? Моментално во Ултра има околу 150 члена. Одлично. Вака, колку често вежбате, Александра? Значи, овие 150 членови се поделени во неколку групи. Они се поделени по старосни категории, по стил на изучување на танц, бидејќи некои изучуваат повеќе модерен, некои изучуваат повеќе хип-хоп и стрит, а се поделени и по возрастни категории. Например, имаме дечиња од 3-4 години, а имаме и возрастни и полнолетни кои исто членуваат и играат во Ултра. Значи, ние работиме, поделени по групи работиме секојдневно. Да, токму тука сакам да се задржиме. Кажи ми, дали постои некоја старосна граница? Од која возраст може да се почне со модерна танц? Значи, не постои старосна граница, може да се почне од најрана возраст. Ни нагоре старосна граница нема. Кој сака, кој е спремен да изучува нешто ново, да се бави со овој тип на работа, како хоби или не е битно како. Значи, може да се бави со оваа работа. Старосна граница за мали е ставена 3 години, оние деца кои веќе почнуваат изучуваат, затоа што помалечки ако они играат, сите знаеме дека нашите малечки дома играат и на помала возраст, сепак они не се сконцентрирани да издржуваат часови кои траат минимум 1 сат. Значи, од 3 годишна возраст дечиња почнуваат да изучуваат овие танци кај нас. Така па нагоре. Да. Вака,
Што ве мотивираше за да продолжите со оваа професија? Дали тоа беа победите или пак се уште самата љубов кон таа професија што велите дека таа вас ве нашла? Па првенствено е љубов. Јас, еве, кога ќе се навратам 25 години со ова работа се бавам, значи тоа би еден период кај што Македонија беше во транзиција, само што се одели од една голема држава, значи баш тогаш сум и почнала да работам, во период кога имаше визен режим, кога немаше пари, сето тоа било само љубов и единствено не држеше љубовта спрема танцот, а и нормално успесите тие што ти даваат потик да работиш уште повеќе. И ден денеска кога малку се сменети работите, например сега можеме да идеме на светски првенства, да идеме цел свет да го шетаме, да идеме на меѓународни надпревари кај сакаме, успехот е тој што навистина не држи и продолжува да работиме. Кој е онака најзапаметениот момент до сега за вашата 25 годишна кариера? Дефинитивно е кога станавме светски прваци пред 2 години во Миколајки, Полска, каде што моите малечки 4 дечиња кои имаат по 6 години станаа светски прваци. Значи тоа е навистина еден момент кој никогаш нема да го заборавам, затоа што ние таа година прв пат влеговме во Ајдио Федерација како група и повеќе отидовме да видиме што како се случува. На светски првенства, тоа се државни прваци од цел свет и вице шампиони, навистина една голема конкуренција. Нашите малечки не изненадија и беа светски прваци. Тоа е момент кој никогаш нема да го заборавам. А дали има некој момент, како да кажеме, кој е малку понепријатен? Некој што го пометите? Па има, нормално, ова е еден живот. Значи, туку има многу убави моменти, има и непријатни моменти. Значи, најголем проблем нас сепак ни представува финансии. Значи, кога ќе отидеме на светски првенства, тоа бидејќи се сите државни прваци, па и ние сме отишли како државни прваци таму, ние се финансираме сами. Значи, самата група, самите родители, сами правиме костими, сами плаќаме пут, котизации таму се, а кога ќе видиш други групи доаѓаат со помош на држави, ги финансираат градови, градоначалници и се, може да замислиш какви се нивните костими, какви се нашите костими. Тоа не е најголем проблем, значи финанси, ама па ние сме креативни и мислам дека со помалку пари можеме да имаме впечатливи костими, со нашите кореографи сепак да бидеме забележани и тоа е една битка која сме ја водели и ќе ја водиме допрва. Дали ви беше потребно да промените некои навики за да ги ускладите тренинзите и секојдневието? Па уште самот старт, јас кога почнав да работам, студирав и кога почна студирањето седе во Скопје, кога ме повикаа тука да работам, морав да се пребаца варедно за да продолжам и со оваа работа. Па некако ги се навикнав, а кога станав мајка, нормално е дека морав некои работи да ги менувам. Стана малку понапорно, потешко, ама сепак љубовта спрема танцот не помина и едноставно си наđеш време, кога сакаш со нешто си наđеш време секако. Така, сега вака, кажи ми, дали некогаш се случила некоја техничка грешка, да кажам така, пред самиот настап? Се случило, значи, еве, сега... Како се справувате со тоа? Па нема нервоза. Значи, јас мислам дека нервоза е најголемиот непријател. Човекот нема паника, нема место за кавги. Тука се наоѓаме во тој момент што може најдобро да ни помогне. Еве сега на државното првенство во Скопје, не сакаше воопшто музика наша да се чита. Пратена песна се, никако да ја прочита. Децата веќе беа наредени. И, значи, ги повлековме децата. Веднаш тука интернет, вадиме песма, праќаме, организаторот беше многу спремен, ни помогна. После 10 минути ги наместивме па децата, песната си тргна и еве стана државни прваци. Значи, само нема нервози. Само без нервози. Само без нервози, да. Вака, значи, меѓу другото, спомна дека сте и државни прваци. Така, имаме информација, значи дека пред 2 недели вие настапувавте во Сараево. Да, тоа не е државно првенство, тоа е меѓународен надпревар кој е под покровителство на Ајдио Федерација кај што ултра члени, таму настапувавме со 8 кореографии и освоивме 5 први места, 1 второ место и 2 трети места во навистина една независна конкуренција. Се издвоивме така и многу сум задоволна од тој надпревар. И Сараево го гледам после 30 години. Бев многу среќна. Сега вака нашите гледачи може да видат
дека ние овде имаме некои твои заслуги. Да, како ова, кажеме. тука е од Сараево, ова Интерденс тоа е Фест, тоа. само една сум донела, затоа што не можам сите награди да ги донесам. Добро, во ред. Да. А ова? Да, и ова е за прво место во модерен балет. Е така. Сега вака, Александра, кажи ни колку време се подготвувате за еден настап? Значи, кога ќе почне школска година, веднаш почнуваме, првенствено работиме на техники, балетски техники на изучување, значи се подготвуваме, почнуваме одма. А од кореографија до кореографија зависи каква е кореографијата и зависи која е старосна категорија. Нормално дека со помалечки потешко иде учење на кореографија, затоа што се они малечки немаат нити концентрација, нити капацитет умствен да ги памтат брзо кореографијата, се подготвуваме подолго време, ама тие кореографии се дефинитивно полесни. За повозрастните ни зависи, можеме да спремаме со месеци на кореографија, можеби некогаш да се случи за ден, два, недела дена да спреме добра кореографија и таа да биде успешна. Значи понекогаш не е битна само подготовката, туку битен е и момент на инспирација, како јас ќе го представам тоа пред деца што треба да научат, како ќе научат и после они да ја презентираат пред јавноста таа кореографија. Така. Значи зависи. Нема шаблон за тоа. Така. Да. Сега предлагам да се одмориме со една кратка музичка пауза. Baby,
Се враќаме повторно во студиото. Сега предлагам, Александра, доколку се сложувате, да погледнеме една кореографија, повеќе од игра, на вашето балетско студио. Ljubиш me ko zadnji put, klecaju pod petice. Oni su prvaci svijeta, ovi mali, i da, prošle godine i sad da probamo i ovde. Kažeš mi čuvaj se, odlazim bez govora. Slomi mi srce u stut, radi što se ne mora. Nikad nećeš saznati, kad skupim strah da u stvari odem, da su mi trebale sve snage ovog sveta da me vode bar. Čekam te poslednji put. Prepoznali su one prvake sveta, kako da ne? Dođi bez tebe sam kao luda. Život nas vrti u krug, obrazi tvoji i ljub mogu preživeti krajne i ljubav. Čekam te poslednji put, u džepu dve karte za nas. Dođi bez tebe sam kao luda. Život nas vrti u krug, obrazi tvoji i ljub mogu preživeti krajne i ljubav. Во последниот месец бевте учесници во 3 надпревари. Нешто повеќе за тоа? Да, пред месец дена беше Македонија Опен во Скопје. Тој е меѓународен танцов фестивал и таму утре се надпреваруваше исто со повеќе кореографија, освои 11 први места. Мислам дека 2 втори, 1 трето и 1 осмо место. А за Сараево веќе спомнавме. А за нас најбитно надпревар во текот на годината, овдека во Македонија, е државно првенство. Бидејќи се учество на ова државно првенство, се квалифицираме или не за светски првенства, кои треба да бидат во октомври за нас. И тој, еве, затоа се овие пехари тука. Значи, утре се надпреваруваше на ова државно првенство со 18 кореографии и освои 15 први места, 2 втори и 1 трето. И со тоа стекнавме со сите 18 кореографии право на учество на светски првенства. Така. Дали можете, Александра, да кажете дека вашиот сон до некаде е остварен? Или има уште нешто што сакате да го постигнете? Па, јас сонот си го сонувам и си го живеам. Така. И тој се остварува, иако понекогаш, знаете, кога е напорно се викам ова повеќе е кошмар, односно но убав сон, се шегувам, али навистина е многу убаво. Ама јас се уште мислам дека не сум постигнала врв и дека утре уште многу ќе работи и дури до првак имаме успешни настапи и кореографии и концерти. Значи полна сум со идеи и се надевам дека ќе си ги реализирам. Да, и морам да кажам дека сега крај на мај, почетокот на јуни, ние уште не знам уште датум, утре ќе прави концерт. Значи годишен концерт на нашата студија, се оно што сме го изработиле во оваа тековна или учебна година. Ќе го презентирате. Да, и ги поканувам сите да дојдат да видат што сме сработиле. Е, така. Кажете ми вака, за воиднина, дали уште од сега имате нешто забележано, некои места, некои надпревари, каде што треба да се појавите? Уште во мај не сме завршиле, за една недела имаме уште 2 надпревари и тоа е Куп по Македонија во организација на Прима Данца и меѓународен надпревар во организација на Ребис. Ќе се појавиме на овие 2 надпревари, сега сме баш во подготовки. Во јуни
во Австрија, мислам дека да, Европско првенство во хип-хоп, нашата Ива Ивановска, ќе се представува во соло јуниори, ќе оди на надпревар и во летниот период ние пауза нема да правиме, затоа што во октомври ни се два најголеми надпревари, и тоа за светско првенство во хип-хоп и светско првенство во модерен и джез балет, кој ќе биде во Германија и ќе се припремаме летоска за овие светски надпревари. Јас се надевам дека ќе се вратиме со некоја титула. Со некоја нова награда. Да. Така. И сега вака, дали од каде црпете, така да се изразам и да кажам, значи идеите за кореографиите? Дали некој ви помага во тоа? Дали вие се сама смислувате? Значи, да смислувам се сама, а идеи ги црпам од секојдневниот живот. Значи, било што може да ме инспирира. Понекогаш ме инспирира одредена музика, песна која ќе ја слушнам, понекогаш ме инспирира некоја случка од животот, а понекогаш ме инспирираат и самите деца во клубот. Значи, утре се надпреварува и прави кореографија во соло до групи или формации. И за соло, кога правам кореографија, најчесто самото дете ме инспирира, значи какво е, што е, па ќе се подрано да надправам спрема неговиот сензибилитет и моите чувства да направиме една заедничка кореографија и тогаш се многу успешни кореографија во соло, например во утре ние навистина имаме многу успех. Имате многу. Затоа што има многу добри деца и многу талентирани деца. Така, токму тоа сакав да ве прашам. Дали кај некој, кај дел од децата или пак сите кај вас, бележите дека и самите деца се инспиративни и дека и самите еден ден би можеле да бидат како вас? Па веќе има деца кои се биле во ултра, кои веќе се продолжуваат и се бават со оваа работа или имаат своји групи или работат на поголеми проекти. И сега ми имам исто многу добри деца кои веќе ќе продолжат или веќе се во балетско училиште, учат и од нив ќе биде професионални балерини и кореографи, да. Спомнавте за музиката, дека најчесто музиката ве инспирира. На каква музика конкретно мислевте? Која музика? Која врста на музика? Која врста на музика? Значи, јас најмногу работам на джез музика, тоа приватно најмногу слушам и она најмногу ме инспирира. Работам често кореографија на филмска музика, на инструментал. Често работам затоа што тука сум многу послободна да креирам што сакам. Например, филмска музика или театарска музика сама по себе има некоја драматичност, многу полесна. Значи, ама немам и некои ограничување. Значи, ако може да ми изненади пријатно било каква музика, некогаш да ми инспирира било што. Така, колку време ви е потребно за да спремите една кореографија? Еве да кажеме, да зборуваме конкретно за кореографијата која што вие донесе титулата овде. Колку време се спремавте? Например, кореографија, формација јуниори, джез формација јуниори, со која настапувавме веќе на 3 надпревари и 3 први места зедовме. Таа кореографија е првенствено направена за Антонија Димитриевска, она играше соло на таа песна и после кога играше сватив дека таа многу песна покомплексна би можела да се направи групна кореографија и мислам дека ја спремавме околу месец дена кореографијата пред прв пат да биде прикажана. Тоа за кореографијата. Да. А стајлингот? Што се однесува до стајлингот? Па најчесто ги јас смислувам костимите, затоа што кога ми дојде некоја инспирација за кореографија, ја во глава имам како би тоа изгледало на сцена. Значи, дали ќе има сценски елементи, маси, столици, од прилики како изгледа костим, коса, светла кои би се користеле, дали треба или не специјални ефекти. Ама многу често барам и помош од стручни лица. Например, оваа година за светско првенство се работував со нашата стограѓанка Елена Спасовска. Она е костимограф и ми направи за неколку кореографии костими. Навистина беа многу приметени и успешни. Така. Така, значи. И сега вака, спомнавме за костимите и за ова. Кажи ми, дали некогаш се случило да некој не дојде на настапот? Треба некаде да појдете, да некој надпревар, зборувам конкретно, по колку члена најчесто одат? Па зависи, ние кога одиме на надпревари по 100 членови, некогаш одиме по 150, некогаш идеме по 20, 30, зависи каде и што. Се случило да не дојде дете, али секогаш имало добар разлог. Значи, никогаш не отсуствувале тек така на некој да му текне, еве денеска не одам. Значи, тоа не може.
Значи, Резерва имате секогаш? Секогаш имам резерва, ама сакам да кажам, ова е многу поозбилна работа. Сите деца кои се бават со овие работи што од малечки сватиле дека за успех треба да се одговорни, да се редовни, да се посветени, па дури тогаш има резултати. И кога тие такви деца, сум ги избрала да идат над превари, не се случува да не дојдат. Единствено ако некоја болест или не дај Боже паднат, уши над нога и скршат или нешто така, ма да еве на овој надпревар на државното првенство, Ања Кузмановска, која не е и била светски првак, има 8 години, изузетно едно дете, со 40 температура, значи била на лекар, примила инфузија, дојде, изигра 3 кореографии, значи играше во дуа кореографија модерен балет, играше во група модерен балет, играше формација шоу денс и освои 3 први места со многу висока температура, не се ни познаваше тамо на Професионалец во секоја смисла. За 8 години, а толку е професионално. Затоа ви кажам, многу ретко се случува дете да не дојде кое веќе вложило и труд, и енергија, И веројатно самото ваше искуство не ви дава да тоа вие го покажете, туку брзо ги решавате тие такви ги решаваме, ситуации. да. Најчесто ако отсуствуваат ќе со некој малечко дете, ви кажам, има 3, 4, 5 години, нив не можеш да ги малтретираш ако се разболат или нешто, а по-возрастни, значи, не знам што може да се случи да не дојдат, најчесто сите се појавуваат, тука нема проблем, температура, болни, сите се Значи, ќе изиграат, ќе бидат вистински професионалци, а после ќе ги решаваме проблеми, например, ќе се лечат и така. Така. Александра, го спомнавме секојдневието. Може ли да ни кажете како изгледа еден ваш ден, бидејќи и посветеноста, токму вие тоа го кажавте во претходната реченица, по претходно кажаното, вие сте многу посветени на работата. Да. Дали имате време за себе, мислам? Како го исходувате работните обврски? Понекогаш мислам дека сум жонглер, жонглирам со време и понекогаш и си микам да се клонирам, па не можам да стигнам на сите места кои ги планирам. Ама мислам дека љубовта спрема работата на крај си наоѓам време и за се да си постигнам. Јас сум и мајка и имам своја фамилија, жена. Денот ми почнува се вале во 5:30 станувам. Токму тоа сакам да прашам, во кој период станувате? 5:30 станувам затоа што она одат во училиште, треба да стане, имам домашно милениче, чува маче, тоа треба да се среди. Значи децата ги праќам во училиште, секогаш ги обврските дома, значи секојдневно на жена, јадење, ручек, обврски околу. По колку време сте на работа, на работното место? Колку време На се работа служи? најчесто сум попладне и после 5 почнуваат часови, завршуваат до 10 сат секој ден. Значи ова работа тоа е само активно кога сум со деца. Инаку јас кореографиите и првенство ги смислувам дома и ги правам, ги пишувам, ги правам во глава да ги осмислувам. Секојдневно минимум трошам по 5-6 сати на осмислување на кореографија, затоа што ми се случува да правам по 30-40 кореографии годишно. Баш кај јас и како собственик на група си и менаџирам самата своја група, идам и по спонзори и на Тоа сакам да состаноци. те прашам. А значи за спонзори, за тоа, дали некој ти помага во тоа, бидејќи? Не, најчесто сама ги работам тие работи и морам да спомнам дека ако веќе имам помош, тоа се родители на деца, Така. затоа што се задоволни и со тоа деца што се бават со оваа работа и постигнуваат успеси, најчесто они ми помагаат. Дали брзо учат? Децата, Да, тоа е индивидуално. така Да, значи. има многу талентирани деца кои за многу краток временски период постигнат големи резултати, имаат деца кои танцуваат, ама не се толку талентирани, ги држи љубовта према танцот, најчесто тие не ни идат на превари и немаат некои резултати, остануваат ако сака да танцува, затоа што знаеме секој сака да танцува. Тоа е. Да, така. Сега со односот машки-женски членови. Зборувам. Веќе проблем кај нас во Куманово и нашиот менталитет е малку тема. проблем, така е, нашиот град таков менталитет, многу помалку има машки. И ако ние веќе имаме машки во група, еве Михаил Милановски има само 5 годинки, а веќе е државен првак во хип-хоп соло за пчелки, малечки. Значи има мушки, Мирослав Метовски го спомнувам, само тие се многу малку. Еве, ги повикувам, значи веќе не знам колку пати сум кажала, утре работи и има интерес, има и танцови правци кои повеќе за се за машки, па кој сака, кој е талентиран, нека повели во изучување на овие танци. Така.
Предлагам да се одмориме со уште една кратка музичка пауза. Сите приказни, исти се, тажни ко ова. Само ти си ми во мислите, кога е празна душава. Сите погледи исти се, тешки и опасни. Овој поглед не е за тебе, само кој да им објасни. Еј, само помисли на тоа што се можеме. Може би е доцна, а можеме. Дали крајот вака мириса, ние двајцата сме за без трага. Сите филмови исти се, долги развлечени. Сите стихови во песните веќе се негде кажани. И скоро сите крајови исти се, дивки размахани. Велат секој крај е почеток, но не сакам фрази досадни. Те молам, помисли на тоа што се можеме. Може би е доцна, а можеме. Дали крајот вака мириса, ние двајцата сме за без трага. Те молам, помисли на тоа што се можеме. Може би е доцна, а можеме. Дали крајот вака мириса, ние двајцата сме за без трага. Те молам, помисли на Страга, што се можеме. може би е доцна, можеме. Може би е доцна, а можеме. А дали крајот вака мириса, Дали крајот вака мириса, ние двајцата сме за без трага. ние двајцата сме за без трага. Ние двајцата сме за без трага.
Сите приказни исти се, тажни кова, само ти си ми во мислите, кога е празна душа. Те молам, помисли на тоа што се можеме. Сега може би е доцна, а може не. Дали крајот вака мириса, се едно, ние двајцата сме за, то бездрага. Уште еднаш важно да напоменеме, Александра, дека во текот на целата година вие вредно работите и паузи не правите. Така? Сега, да спомнеме вака уште еднаш, да апелираме до родителите, значи оние кои што се родители на машки деца, да повелат и да ги запишат децата, значи доколку децата имаат желба, имаат волја, да не подлегнуваат на предрасудите и на табу темите, туку тоа е еден модерен танц каде што децата може да напредуваат. Кажете, Александра, и за мене лично и за нашите гледачи, кои се предностите на модерниот танц? Значи, прво, танц е најстар облик на комуникација, иако кај нас многу се подценува и не се разбира, сепак, значи, танцот е нешто што постоело од како постои човекот и се само усовршува со овие техники и ќе постои. Предностите други се тоа што се навистина гради многу добро тело, многу здрав начин на живот, затоа што дете што не јаде здрава храна, кој не живее здраво, не може да се бави со оваа работа, затоа што е многу напорна и тешка, и такви се откажуваат. Кај мене многу ретко, нема, мислам, некој да пуши цигари, тоа не може едно со друго, а со друга страна, освен физичкиот изглед или физичката спремност, е многу битна интелектуалната спремност, затоа што со танцот се развива и креативноста, и се развива мозокот, затоа што се памта толку кореографија, толку комбинации, толку техники, не е лесно. И кој почне да се бави со оваа работа уште од малечок, сигурно утре ќе биде многу попаметен и многу покреативен и ќе се снаоѓа во животните ситуации, затоа што ние кога изучуваме танц, овие деца не настапуваат само и играат кај нас само на часови, туку тоа го и покажуваат пред поширокиот аудиториум на концерти, на надпревари. На сите надпревари, како и за сите спортски дисциплини, се надпреваруваат. Таму да се справиш со своите стравови, со својата трема не е лесно и да покажеш една идеја пред жири кој ќе те оценува, понекогаш што е јавно оценување и пред публика, тогаш научат да се справат и со фер и нефер работи, значи се прави една комплетна личност. А дали физичкиот изглед е пресуден меѓу останатото за како да кажам, за занимавањето со оваа професија? Дали имате деца кои што се склони кон гојазност? Да, значи не е битна дебелината како што порано мислела, затоа што во танцот има различни техники, хип-хоп и не е битно дали некој е покрупен, некој е послаб, тоа е се индивидуално. Значи танцот е за сите. Со тоа што при танц се формира мускули. Значи, самите мускули и изгледот ти е битен, со нив можеш да работиш, затоа што наше тело е една машина со која ние работиме. Значи, ако сите уметници имаат бои, четки, ако на музичари имаат инструменти или пејачи имаат глас, ние го имаме тело и преку него покажуваме одредена приказка, одредена емоција или прачаме порака и затоа Дали се случило да се доведе во нормала, да кажеме? Да, телото секогаш се доаѓа на нормала и битно е, викам, и начин на исхрана и колку се спие и како се вежба, значи навистина можеш да познаеш еден кој се бави со оваа работа и многу поатлетско тело се прави и препознатливо. Так.
Значи за модерни балети да е и битно да си по-слаб. Значи не може не може дебел, додека за стрит може малку покрупна личност. Тука и машки многу има повеќе, ама дефинитивно тие се значи не се дебели, туку се по-крупни, имат по-голема мускулатура, а не дека се дебели. Не може да биде некој дебел и да се бави со оваа работа. Так. Го спомнавме светскиот надпревар. Кога почнувате со подготовките, кога ќе биде надпреварот и каде ќе се одржи надпреварот? Значи, утре затоа и нема да прави пауза во летниот период, затоа што нашите два светски надпревара се во октомври. Тоа е релативно брза за припрема за едни такви големи настани. Од 1 јуни почнуваме веќе значи завршуваме со годишен концерт и стартуваме веднаш со припреми за светско првенство и во летниот период утре ќе работи без пауза, со тоа што во 1 јуни почнуваат и уписи, значи може кој сака да се запише, може да дојде, може да дојде во просториите на Центар за култура Треко Прокопиев, таму работиме. Нека повелат, нека погледат, нека видат, ако сака некој се интересира. Дали има одредено работно време, само да напомним? Значи во летниот период ние работиме преку ден. Значи во 10 сат почнуваме, некаде до 2 сат сме во Центар за култура секој ден, затоа што децата не се на училиште, затоа што се многу послободни, многу е побаво кога од сабале се работи и телото е многу поспремно. Значи во летен период се припремаме за двата големи светски надпревари, и тоа за хип-хоп Ива Ивановска ќе не представува, која е моментална вице-шампион на Македонија за соло хип-хоп јуниори. И во крај на октомври исто во Германија светско првенство за модерен и џез балет. Тука ќе се представиме со повеќе кореографии. Антонија Димитриевска, Сара Тасевска ќе се надпреваруваат во соло модерен за јуниори. Ќе направиме некои кореографии за џез. Значи малечкиве кои веќе се светски прваци во мини категорија, веќе се поголеми во поголема возрастна категорија. Софи, Ања, Ина, Ива, Мија, Лина и Марија ќе се надпреваруваат во кореографија од модерен балет. Не знам за формации уште, не сме преодготвени, значи тие кореографии допрвно ќе ги спремаме, значи формации се деца од 8 до 24, значи уште ќе се бираме, уште не знам кои ќе настапуваат. Со кого ќе се такмичите? Кој ќе ви биде во конкуренција? Во конкуренција се најдобрите групи од целиот свет. Значи, она што ќе го гледате на телевизија, тие надпревари, она што го гледате на филмови, такви групи доаѓаат на такви надпревари, со нив се надпреваруваме. Како ги смирувате децата пред самиот настап? Дали има трема, дали... Секогаш постои трема. Значи, некогаш помалку, некогаш повеќе, тоа е индивидуално и од самото дете, ама трема понекогаш е позитивна. Знаела трема и да убие одреден настап, значи некој прекрасно дете кој многу убаво танцува, кога ќе застанеш тамо на сцена со светските најдобри, значи уме да те фати трема, але најчесто се справуваме со тоа. Значи, кога излезеш таму, едноставно мислиш на оно што треба да го покажеш, многу се добри. Вие сте тие кои што ги охрабруваат, мотивираат децата. Да ги припремам, да ги охрабрам, да ги бодрам. Најчесто сум само јас со нив таму и невена некогаш иде со мене на одредени надпревари. Понекогаш водиме родители кои сака или кои има можност да иде со нив да ги гледа. Значи, навистина е многу нервозно. Значи, се оно што го гледаме, каде што играат и кошаркари, рукометари, гледаме фудбал, премиер лига, на такви надпревари само за балет ги водиме децата. Навистина треба да си и психички и физички многу припремен за вакви надпревари, али затоа почнуваме на време, сега и ќе се спремиме за овие надпревари, да. Да, што добиваат децата на надпреварите? Децата на надпреварите, сите добиваат, во Ајдија Федерација, сите добиваат дипломи. Без разлика може да е 100-то место, дете ќе добие диплома, бидејќи во таа категорија освоила тоа место. Најдобрите или оние кои влегуваат во финале, например, од 100 ќе изберат 6 деца, тие добиваат и диплома за учество и диплома за освоено место и добиваат и медал. А во групните кореографии, ние кореографии добиваме пехари. Така. Дали децата е потребно да отсуствуваат во поголем период од училиштето? Да, тоа е најдолгиот период. Најдолг период ни било 2 недели отсуства ова година кога бевме во Миколајки Полска на светско првенство, бидејќи е многу далеку
Не бевме во можност да идеме со авион, нашите сестри не дозволуваат. Значи поедовме со автобус и тамо Миколајки се наоѓа некаде на граница со Литванија. 400 километри поминавме и тогаш отсуствуваа 2 недели во училиште. И навистина е проблем за овие деца, затоа што се они малечки. Ама сите деца кои биле на светски првенства, сите деца се одлични ученици, тоа се навистина капацитет деца многу добри и најчесто не ги водам и немаме проблеми во училиште. Тоа сакав да ве прашам, дали како ги ослободувате од училиштето? Никогаш не правеле проблеми, најчесто се договарам со директорите на училиштето, со нивните класни раководители или со учителките, ако се помалечки деца, до сега немаме проблем некој да проблем да не ги пушта, сите деца се пуштени, одат, ама утре кога ќе треба да се случи некој писмено, ако детето отсуствува на друго, значи ги помагаме за да можат да постигнат резултат и во училиште и да постигнат, бидејќи ние ја представуваме не само нашиот град, не само нашиот клуб, него ние ја представуваме Македонија. Утре ова година беше како репрезентација на Македонија на надпреварот во Полска. Значи, одредени професори навистина ми помагаат, работат повеќе со деца, им обрнуваат внимание за да не губат од училиште. Дали сместувањето, дали трошоците ви се покриени за сместувањето? Не, на овие надпревари се сами си плачеме. Значи, плачеме пат, плачеме сместување храна, плачеме котизации, се плаче, костими, се е на наш трошок. А дали редовноста меѓу останатото е многу важна за успех во танцот? Редовност и дисциплина, да. Како за секој спорт, да. Без редовност, без дисциплина, без одговорност нема резултати. Се случувале ли конфликтни ситуации во вашето студио? Меѓу децата, деца како деца, сега сите знаеме какви се. Ви реков, да. Љубомора, конкуренција. Тоа е нормално. Значи, секој час е конкуренција. Значи, ако во група има по 30-40 деца, оние треба да изберам, например, 7 да играат во одредена кореографија, секој час е конкуренција кои деца ќе бидат изберени. Па од тие изберени е конкуренција кои деца ќе играат главните улоги, кои ќе стојат во првите редови и така. За тие деца кои ќе се изберат да бидат изберени, кои ќе се изберат да бидат главни улоги, тие деца опично одат на овие големи надпревари, таму се спрвуваат и меѓу други деца се борат да бидат и победници. Така. Значи тој спортски дух и како се негува и се развива. Ти се мотивирани уште повеќе. Да, али таа конкуренција секогаш е позитивна. Значи се надпреваруваме, али нема кави, зошто она, како ова, тоа не. А сепак реакцијата се приметува. Може да има реакција, секогаш ако некој дете не е изберано или не добиеме медала. Така, дали обично се освртувате на кај тие деца кои што знаете дека се ставени во втор план? Не се они во втор план. Да, значи јас кога работам на сите деца им пружам подеднаква шанса. Така. И кажам, кога бирам кој ќе игра во кореографија, самите си се бират. Оние кои биле најредовни, оние кои биле најпосветени, оние кои вложиле највеќе труд, се издвојуваат и они ќе бидат изберени. А на други кои не биле изберени, секогаш им кажувам, има секогаш нови шанси, но ќе се работи повеќе, ќе се трудат повеќе и може да бидат изберени. Можете тие. Да. Така, значи лесно се справуваш, така можеме да кажеме. Да, тоа е принцип. Да, тоа сум го научила. Можеби во почетокот пред 25 години не сум знала како да се справам. Секогаш ми било криво како на одредено дете му кажеш дека нема да биде да игра, а тоа и сепак вложило одредено труд. Тие го почитуваат принципот на работа, нели? Да, без почит нема ништо. Значи мора да има обостран почит. Тие према мене како одговорена и како главна, како професор тамо на час, и јас како нив почит спрема нив како индивиди, како членки, без тој почит, без договор, без комуникација нема резултати. Ако најчесто ние имаме проблеми кога трнат во средно училиште, па многу почесто ги интересира чаршија, излегува нешто, но да, тој период од животот ми е најпроблематичен. Тука најчесто се случува да се откажуваат деца, затоа што јас не дозволувам ако играат и идеме на надпревари да не се на часови присутни, тогаш тие деца не настапуваат и тука се откажуваат најчесто. За жал, после им е криво. Така, токму тоа се да те прашам. Дали има повторно враќање на отпишаните, така да кажеме? Како има, после има враќање, некои си продолжуваат си работат, си играат, некои се враќаат, а некои... Дали се попосветени? Па и попосветени са, некои не се враќаат, ама веќе станале мајки, па веќе нивните деца ги доведуваат и членуваат во утрата. Преку своите деца им кажува дека тоа е една многу убава работа, многу напорна, многу тешка, али
пред се и убава да се бават со оваа работа. Сето и ги тоа е донесат. како еден ланец. А така да велат дека танцот, вика преку танцот се зборува со движењето на телото. Да, танцот е еден најстар облик на комуникација, говор на телото. Да. Пак, Александра, каде се гледате за 5 години? Еве да кажеме. За 5 години, секако како се гледам уште во утра, само се надевам дека со уште светски титули, дека ќе работиме Со уште многу. членови. Со уште членови и дека ќе работиме многу и ќе постигнеме уште многу резултати. Се надевам дека пак ќе дојдеме тука со нови успеси, да се пофалиме што работиме. Така. Тука е некаде и крајот на нашата денешна емисија. Што имате да им порачате на нашите гледачи? Значи, повелете во нашето студио кој сака да се бави со оваа работа. Значи, нема старосни граници, нека дојдат и нека танцуваат. Оние кои мислат дека не се за танцување, нека доаѓат на програми, наши, без разлики на туѓи програми, да пратат, да гледат, да видат што се работи, затоа што ова навистина е многу напорна, многу тешка работа, иако излегува како да е лесна, која ќе гледаш на сцена, ама кога ќе се гледа една балетска представа, навистина е вистинско уживање. Па повелете. Почитувани гледачи, тоа беше се што спремивме за денеска. Се надевам дека го оправдавме вашето внимание и се гледаме утре повторно. Довидуваме.